Соседовите со зидени скалила и настрешница повеќе од еден месец предизвикуваат револти и загриженост кај штипјанецот Зоран Ласков. Согласно поставената табла пред неговата куќа, истата се наоѓа во така наречената зона на заштитени објекти како културно наследство на градот. Со градежниот потфат, неговиот сосед сериозно го нарушил не само изгледот, но и функционалноста на објектот, во случајот куќата на Ласков. Огромна штета ми прават. Значи, во е од две причини и две големи неправди. Едната неправда е што лично како ја жител и станувам во оваа куќа, ми е оштетуват ми е куќата, зидот и затварат ми го од прозорот, нема дека значи да има да се гледа. Второ, куќата еве тука има нели символ. Значи дека е културно наследство. Ако е веќе културно наследство, треба да е заштитена и правена е инвестиции на музеи, инвестиции на собрание, на Министерство за култура, а они ми узурпират. Еве, значи прават огромна штета. Загрижен е и Трајче Стојанов, второто семејство кое живее во истата куќа. Реагирано е на сите страни, сите институции, ништо не е преземано до сега. Која е нивната реакција? Има ли од нив реакција кој што се реагира? Рекле дека ќе дојдат, ќе видат и така ќе преземале мерки. Може би проблем ке немаше доколку засегнатиот инвеститор не ја испочитувал процедурата за градба, напоменуваат од Штипскиот музеј, особено кога се работи за објект заштитен со закон. Тие треба да достават едно барање до Завод музеј Штип, ние издаваме услови, а потоа тие знаат што треба да работат. Значи јас мислам дека нема човек во Ново село кој што не го знае ова. И сите оние кои што постапуваат надвор од оваа законска процедура, нормално дека ќе подлежат на санкции, едно од Законот за културно наследство, а друго од Законот за градба, каде што и тамо стриктно стои дека не може никаква интервенција да се прави без проект и без градежна дозвола. Општинскиот градежен инспекторат е дециден. По пријава на Штипскиот музеј, градежни инспектори на почетокот од неделава излегле на увид. Градежен инспектор од општината во понеделникот изврши увид на лицеместо. По составениот записник наложено е до инвеститорот кој нема дозвола за градба да постапи согласно законските прописи. Даден е законски рок од 8 дена инвестицијата да ја усогласи согласно важечкиот ДУП, доколку тоа не е можно, инвестицијата да ја отстрани. Информираат од општинскиот градежен инспекторат. Во меѓувреме, на улицата Крсте Мисерков број 67 во Штипско Ново село, надградбата останува.